Владата призна, премиерот се сретнал со синот на контроверзниот милиардер или берзанскиот шпекулант, како што го нарекуваат дел од медиумите Џорџ Сорос викендов во Охрид, но и натаму нема образложение зошто на средбата веднаш не беше информирана јавноста, туку се чекаше да поставиме официјални прашања до нив. Нема ниту збор за тоа што точно разговарале. За време на работните средби во Охрид и Нови Сад, повеќе консултации се одржаа со представници на Европската комисија, на Европската банка за обнова и развој, Европската инвестициска банка, Регионалниот совет за соработка, како и со заменик председавачот на фондациите Отворено општество Александар Сорос, кои се залагаат за унапредување на човековите права, правда, подобро јавно здравство и образование. Информацијата вчера ја објави Република. Со младиот Сорос во Охрид биле и неговите соработници како Лаура Дилбер, која е задолжена за комуникација и пропаганда. Според порталот Тема, на тајниот состанок било конкретизирањето и дефинирање на мрежа за фино корумпирање на медиуми и влијателни личности, кои треба да и помогнат на власта и на владата на Зоран Заев во пресрет на изборите, а бил договорен финансиски пакет за истата намена. Од владата велат дека средбите во Охрид не биле никако поврзани со предвремените избори. Нема ништо тајно во новата иницијатива на земјите од Западен Балкан. Тоа е иницијатива за подобар Балкан и за подобар живот на сите граѓани во регионот. ВИП третман од скапите автомобили и приватниот авион на Охридскиот аеродром за група патници односно тимот на Сорос, владата директно не го демантира. Туку велат било согласно редовните безбедносни стандарди кога во земјава доаѓале високи државни представници. Сега останува дилемата за што точно разговарале Заев и Сорос.